е Сара, не може да прекине да звони да ме пара. До лудило ме носи, не знам кај сум ме замара. Мисли дека Здраво, Дади, многу ми е мило што повторно ти имаме во бекстејдж. Секогаш кога си нашата емисија, си имаме убав интересен разговор, барем јас така мислам, се надевам и тебе ти е така. Секогаш кога доаѓаш кај нас имаш што да ни кажеш, нешто ново, нешто интересно. И овој пат има такво нешто. Кажи ми прво како си? Здраво, Ева, супер сум. Мило ми е што сум пак дел од бекстејдж. Баш ме е драго што после неколку месеци пак гостувам со многу новости, со многу позитивна енергија. Ти како си? Јас сум супер искрено, ни почна новата сезона, ете се случуваат и нови работи во бекстејдж и мило ми е што цело време нешто ново се случува и кога има вака артисти како тебе и многу нови артисти се појавуваат и имаме за што да работиме, што да прикажеме на публиката и вака да си се прошетаме јас и ти да се разговараме. Така е. Кажи ми прво, ете, тоа што е најново кај тебе, новата песна Сара. Како си задоволен, како помина се тоа? Па, еве песната искочи пред 5 дена, вирална е на TikTok, вирална е на сите социјални мрежи, на YouTube сме уште трендинг, моментално сме на 6-то место, така да само иде нагоре, имам многу позитивни коментари, многу добра енергија, песната е не знам, ме радува са бајле кога ќе се разбудам, прво нешто ја пуштам песната, отварам на сите стриминг платформи да видам како оди. Едноставно ме радува многу како движат работи. Преку глава ми е Сара, не може да прекине да звони да ме бара. До лудило ме носи, не знам кај сум ме замара. Мисли дека ја варам. А ја заљубен у Ана, грискам, но ти не знам како фаца да и кажам. Има дечко па ме моли да сме биле тајна. Мислам дека после албумот кој што го извади, некако ти беше исполнет со така по не посериозни песни, пак тие песни се у твој стил, но поинакви теми обработуваше, сега повторно освежи со некоја ваква песна и тоа им требаше на луѓето, онака луѓево како повеќе да го сакаат тој Дади. Со не знам во 5 до 2 ми звони пијана, не знам Сара, Марија, па што мислиш ти? Така, па се сложувам со тебе. Мислам дека дефинитивно кога го имам тој бести фазон, ја така го викам, мислам дека повеќе ме сакаат слушателите, бидејќи самите песни се направени по-френдли и на некој начин се по-комерцијални, бидејќи текстот може да го разбере секој, мелодијата е многу кечи и е за сечи уво, додека албумот покажува една храброст за мене. Мислам дека јас сум инспириран многу од европски звук и сакам да го донесам во Македонија и мислам дека тоа е еден мој смел потек да пробам да наметнам и некој нов звук тука на македонска сцена. Иако еве барем еднаш два пати годишно ќе има по една Сара, ќе има по една 5 до 2. Сега следната песна што ја спремаме е Funky, ќе биде исто дел од вториот чаптер на Scorpius, меѓутоа ќе биде како 5 до 2, певлива, funky баш за цела публика. А која е приказната зад Сара, Марија, Софија, сите тие имиња, од кај ти текна баш ете така да се изразиш сега, дали таква ти била ситуацијата во моментот, дали пееш за тоа што ти се случувало во моментот или онака беше инспириран нешто да направиш позабавно? Па приказната како приказна е многу честа приказна за годините во кои сум. И дефинитивно сум искусил таква случка, меѓутоа имињата не се поврзани со никој. Тоа се едноставно имиња кои ми дошле во моментот, додека сум ја правил мелодијата за песната и воопшто не беше намерно да одберам толку чести имиња. Туку баш така ми дојде некако природно да ги искористам ете можеби најчестите имиња во Македонија за девојки. Значи нема некоја поврзано Сара, Марија, Софија, зашто знам на TikTok по коментари леле за мене Дади напиша песна, конечно напиша. Не, воопшто поготово дека не би искористил вистинско име на некоја девојка, доколку ете не ми е стварно многу блиска, бидејќи
нели за некој што не ти значи нема зашто да направиш да се осети битен. Добро, вака. Нешто друго што сакам да разговараме на кратко, морам да го споменам, е Exit. Бидејќи ние се немаме видено долго време, а не сакам тоа да го изоставам, зашто стварно тој еден интересен дел од твојата кариера, е убав дел од твојата кариера и затоа сакам да го спомнеме. Кажи ми како си помина на Exit, како беше? Па Exit беше супер, беше феноменално, бевме таму со Мате Фолци, со Зибом. Беше супер, стварно многу добра атмосфера. Имаше доста македонци, но имаше и доста странци кои дојдоа да ме поддржат. Енергијата беше многу добра, значи стварно си отидов таму со полно срце. Да, дали беше она што го очекуваше ти, дали беше баш така како што ти сакаше да биде? Па искрено немав замисла, бидејќи не знаев како изгледа стејџот. Не сум бил на тој стејдж како гостин, сум бил само на мејн стејџот и немав сенс како све ќе изгледа, меѓутоа беше супер. Баш беше сегментирана публиката, имаше луѓе што стварно го поддржуваат оној матичен жанр во кој сме јас, Матеј, Зибом и други српски, балкански артисти кои беа дел од стејџот. Така да немав очекувања, меѓутоа беше супер, одлично беше. Baby, die, neme mataj, a ti si Баш ми мило што си прошетавме, што си поразговаравме. Брзо што идиш, сега треба да се фарбаш. Ке им кажеш како ќе се фарбаш? Ќе се фарбам розев и ќе ме цртаат, така да ќе може на следно интервју ќе ме видите. Ќе видат на Инстаграм, социјални мрежи. Фала ти многу. Фала ти на тебе. Мило ми е што сум пак дел од бекстејдж и се гледаме на наредна прилика. Софија, Анастасија, сите ми се добри.